Ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени. Добро вечер и добре дојдовте. Еве ги темите за вечерва. Треба ли поради грешки да се повлече од употреба учебникот по македонски јазик за 7 одделение? Ова што го гледа, што ми го посочувате како пример, тоа не можам да ги доведам во материјални грешки кои што го намалуваат квалитетот на учебникот. Општествено е поразително ова што ни се случува. По критиките од Брисел за финансиска зависност на судството, дали независен буџет е можно решение? Добро е да се размислува во таа насока, бидејќи се додека реализацијата на буџетот на судството зависи од извршната власт, не може да стане збор за целосно независен буџет. Природните перики не завршуваат само во рацете на онколошките пациенти. 7 од изработените досега беа упатени на адреса на девојки чија кожа и коса настрадаа во трагичниот пожар во така нареченото кабаре Пулс во Кочани. На тие личности им треба надеж, на тие личности им треба мотив. Бизнис диагностика, прв чекор кон успешна компанија. Имамо веројатно 100 активности кои можеме направити, али они 10 треба направити први и тоа е оно што се и треба идентифицирати. Идната недела почнува судењето за трагедијата во Кочани која одзеде 63 животи. Едно од двете зашто предметот за одговорните полициски службеници е се уште во фаза на истрага. Паралелно трае битката за опоравување, психичко и физичко на присутните и повредените, меѓу кои некои трајно останаа без коса. Надеж и мотив да продолжат со животот им влева жителка на Кавадарци со незината хумана мисија. Сторијата за неа ни ја носи Михел Милошевски. Кога човек губи коса поради болест или повреда, тоа веќе не е прашање само на естетика. За многу жени, тоа значи губење на дел од самодовербата, толку неопходната во такви моменти. Токму тука започнува приказната за хуманитарката од Кавадарци Сашка Кузманова. Кога на нејзина блиска пријателка и била диагностицирана малигна болест, а терапијата ја оставила без коса, Кузманова веднаш започнала да бара начин да ја олесни во тешките моменти. Откако не успеала да ја најде природна перика во земјава, помош пристигнала од наша иселеничка во Австралија. Деноноќно, онлайн, во услови на корона криза, Кузманова под нејзино менторство го усовршувала занаетот. Желбата и мотивот беа многу поголеми. Тоа беше време на ковид, кризата кај нас во Македонија, нели ни сегде во светот, беа преголеми, значи јас научив. Веќе еве извесен период, значи 4,5 години скоро изработувам перики и до сега значи 107 перики се подарени во Македонија. Таа не користи машини ниту фабрички методи, туку се прави рачно. Финалниот продукт е символ на надеж и достоинство за жените и девојките, кои поради болест или трагедија останале без коса. Процесот за изработка на перики е многу макотрпен, значи не е воопшто лесен, иако вака визуелно изгледа дека е значи просто само како перика која ќе се погледне обична нели коса, но не. Значи периката се состои од 4 дела, освен косата, значи конец, мрежа и капа. Дополнително, значи совршенството доаѓа со косата, обликот целосно значи на периката доаѓа со косата. Хуманоста на Кузманова добива и друга димензија ако се знае дека таа паралелно работи други работи за да преживее, а периките ги изработува бесплатно, иако на нив посветува по неколку часа секојдневно. Сашка, кажи ми, како оди процесот на подготвување на една перика? Како што веќе напоменав, значи периката се состои од 2 дела, преден дел теме и заден дел ленти. Значи овие ленти, значи ова е лента една која што се плете, во една перика идат околу 16 ленти. И сега значи процесот како што веќе напоменав е макотрпен, се изработува многу бавно, али сепак значи релаксирачки за мене. Колку време ви е потребно прилика? За една, во нормални услови? Во нормални услови, да не ги работев овие 2 работи дополнителни, значи една перика би ја изработувала околу можеби и 10 дена. Но сега за сега значи околу 16 до 18 дена за една изработка на една перика. И сега вака, значи оваа лента, цела вкупна лента, значи изгледа вака, изработена. И оваа лента, значи, откако ќе се испегла цела коса, можам да прикажам, вака, одека се шие и вака идат 16 ленти. Не само што не заработува од нив, туку Сашка и троши од свој џеб за изработка на периките. Купува материјали од Италија, Турција и од неодамна од САД.
а единствено косата е донација од хумани граѓани во земјава. Во последниот случај од младата Милица Ризо од Кавадарци. Секојдневно ми излегуваат видеа од деца кои што за голема среќа се излекле од болеста. И мислам дека тоа ми дава уште поголема мотивација и радост. И тоа е долг процес на растење на коса и мислам дека ова би ми помогнало и побрзо да се вратат и самодовербата. Сепак се мали деца на кои што му е потреба голема поддршка и тоа беше моментот кај што јас одлучив да ја скратам косата и да ја донирам. Ризо вели ги охрабрува и оние кои се колебаат да го следат нејзиниот пример. Косата како коса расте и се обновува и мислам дека е најмал проблем да на крајот од денот да навлечеш некоја насмевка и да му дадеш самодоверба на некој кој што се соочува со таква болест. И мислам дека вреди да се помогне и да му дадеш самодоверба на некој. Природните перики не завршуваат само во рацете на онколошките пациенти. 7 од изработените досега беа упатени на адреса на девојки чија кожа и коса настрадаа во трагичниот пожар во така нареченото кабаре Пулс во Кочани. Кузманова вели дека станува збор за лица кои никогаш повеќе нема да имаат коса и оти кога била известена дека нејзината експертиза е потребна, без двоумење, веднаш се фатила со работа. Пред се, тие лица треба да разговараат со психолози. Психијатри, имаме такви личности во Македонија, но секој, кај нас луѓето све што гледаат се само парите. Но парите не се толку вредни колку што нешто друго може да биде повредно. На тие личности им треба надеж, на тие личности им треба мотив. Ние можеме да им пружиме рака, потпора да им бидеме на тие личности, се со цел да им покажеме дека постои живот надвор од дома за нив. Перики чекаат уште 2 девојчиња кои беа повредени во пожарот во Кочани, а листата е долга оти секојдневно од целата земја пристигнуваат нови барања. Но Кузманова е децидна дека кај неа фаќање врски или обиди за прескокнување на редот се невозможни. Во минатото дури имала и заканувачки пораки и ургенции кои не само што предизвикуваат стресни ситуации, туку делуваат демотивирачки за неа. Ме прави среќна тоа што знам дека би усреќила и би направила да некој да се чувствува подобро со мојата коса. Фала ти на тебе. Кога би 1% луѓето би биле хумани и би имале таа хуманост како твојата, светот било перфектно место за живење. Фала ти на хуманоста. Можете да добијам. Гестовите на Милица и Сашка се јасен показател дека малите и лични жртви може да донесат голема промена во животите на другите. Досега нивните дела донесоа насмевки и самодоверба на десетици луѓе, а со хуманоста и посветеноста служат како инспирација за многумина. Како што и самите велат, косата расте, но надежта и љубовта што се пренесуваат, остануваат трајни. Гледате 360 степени на Марате 1. Во сторијата што следува се вкрстуваат 2 теми: квалитетот на образованието и грижата и познавањето на стандардниот мајчин јазик. Станува збор за учебник за 7 одделение кој по многу перипетии бил финално одобрен за печатење 10 дена пред почетокот на тековната учебна година. Треба ли да продолжи да се користи е дилемата што ја поставува нашата Славица Филиповски Иванова, која ги консултираше сите засегнати страни. Ова е учебникот по македонски јазик за 7 одделение. Достапен е и онлайн. Автор е Лилијана Јовановска, наставничка од Кочани. Уште на првата страница пишува дека е одобрен на 22 август, непосредно пред отпочнувањето на учебната година. Од тогаш до денес непрекинати се реакциите на професорот на Филолошкиот факултет при УКИМ, Симон Саздов, кој алармира дека 7-оделенците учат од учебник со грешки од различни јазични рамништа. Како прв пример, ја наведува лекцијата за безлични реченици. Еве, на пример, овде имате те боли ли раката, ме боли стомакот. Една и друга реченица не се безлични, затоа што имаат подмет. Во те боли ли раката, раката е подметот. Во ме боли стомакот, стомакот е подметот. Така што имате божен примери за реченици без подмет, а практично се со подмет. Нашол и правописни грешки. Значи, кај лично предметните заменки може да забележиме дека на неколку места неопределената лично предметна заменка кој било е напишана неправописно, кој цртичка било, еве на уште едно место, а би требало да биде разделено. Без цртичка. Да, веројатно авторката се
префрлила на ова што е кај кој годе, ама кој годе е нешто сосема друго. Таму имате постфикс. Професорот Саздов вели дека во учебникот се вметнати и содржини што не би требало да бидат во него, но дека и таму повторно се греши. Овде, и без тоа да го предвидува програмата, авторката вметнува зборови со двојно акцентирање, при што да биде иронијата поголема, дава 4 примери. Тие 4 примери не се ниту еден пример со двојно акцентирање. Конкретно станува збор за билет, балкон, букет и решо. Можат ли овие зборови поинаку да се акцентираат? Не можат според македонскиот правопис. Учебникот, според професорот Саздов, потврла и од визуелен аспект. Ја имате, значи, илустрацијата една жаба, две жаби, крајно несоодветна за 7 оделение, и имате подобро да видам една жаба отколку две жаби. Поради ограниченото време за оваа сторија, професорот се задржа на овие примери, но на социјалните мрежи и на онлайн медиумите посочува и на други промашени лекции. На темата јавно е објавена и реакција од родител, кој забележува дека во лекцијата за штетни информации има QR код, кој води до вест на интернет портал кој се однесува на српската фолк пејачка Снежана Ѓуришич. Општествено е поразително ова што ни се случува. Мене лично, да бидам искрен, на некој начин многу ме изненади несоодветната реакција на наставниците. Меѓутоа, просто немаме ние некој поширок одглас, а тие се тие кои што веќе сериозно, да речам, 2 месеци го користат. Меѓутоа, се плашам дека сум во право кога помислувам дека се толку апатични, толку немаат, желба да истераат некаква правда, да се изборат за подобри услови за работа, што мислам дека тоа е главна последица на тоа. За наводите на професорот Саздов ја консултиравме лекторката на 360 степени, Љупка Евроска, инаку магистер по македонистика, која го потврди тоа на што укажува тој. А учебникот, освен авторот, го видели и тројца рецензенти. Наведени се и уредник и лектор и со таква содржина испечатен во тираж од 14.000 примероци кои ги користат седмооделенците. Како е можно? Ки има учебници по сите предмети од 1 до 9 оделение и од 1 до 4 клас за сите ученици. Во текот на летото, власта во повеќе наврати уверуваше дека учебната година ќе започне со учебници по сите предмети. Во позадина, навистина се работело. Конкретно, конкурсот за учебници во основно образование бил распишан на 30 јануари и со одложување траел до 17 април. За учебник по македонски јазик за 7 оделение пристигнале 6 апликации. Целата документација ја проверила Комисијата за шифрирање и проверка формирана од педагошката служба, пошто 3 учебници под шифра се пуштени на разгледување во Бирото за развој на образованието и до рецензентската комисија. 3 биле одбиени. Меѓу одбиените е и ракопис чиј коавтор е универзитетскиот професор Симон Саздов. Дисквалификуван е зашто Саздов бил член на Националната комисија за учебници, но тој тврди дека се изземал пред да конкурира. Впрочем, ние сите имавме обврска да дадеме изјава за тоа дека ги исполнуваме условите. Јас таа обврска под морално и кривична одговорност, ја имам подпишано и секако сум ги исполнувал условите во моментов кога ја конкурирам. Можно ли е да сте пристрасен во анализата на учебникот? Не, мислам дека за жал далеко е тоа од некаква пристрасност, затоа што секој може тие материјални грешки да ги согледа и да оцени, впрочем, дали држат или не. Надзад на постапката за избор. Од 3 учебници кои влегле во потесен круг, Бирото за развој на образованието во мај дало позитивно мислење само за учебникот на Лилијана Јовановска. Во јули, Националната комисија за учебници формирала рецензентска комисија, која истиот месец одговорила дека учебникот е делумно усогласен и дека треба да се коригира. По коригирањето, рецензентската комисија повторно го проверила и на 8 август сепак дала негативно мислење за учебникот. Но Националната комисија за учебници оценила дека негативното стручно мислење не е подпишано од тројцата членови и не содржи стручна анализа, туку само констатација во една реченица. Затоа известителот на Националната комисија предложил да се распушти рецензентската комисија. На 18 август формиран е нов стручен тим од 3 лица. По внесување на нивните забелешки, тие дале конечно мислење дека учебникот е соодветен за наставната програма по македонски јазик за 7 оделение. На 22 август, само 4 дена откако е формирана втората комисија,
Учебникот добил одобрување од Националната комисија, која едногласно го прифатила предлогот на известителот. Имињата на рецензентите се наведени во учебникот. Ги прашавме како е можно да има вакви грешки, особено што станува збор за мајчин јазик. Дали можеби рецензијата е избрзана само за да се стигне до почетокот на учебна година? Во лекцијата посветена на безличните реченици се дадени многу соодветни примери во врска со овој вид реченици, приспособени на возраста на учениците. А во врска со примерите "те боли ли раката" и "ме боли стомакот", постои конгруенција од формален аспект. Стомакот е место на вршење на дејството, формално прикажан како подмет, но не и од семантички аспект. Семантички е сигнализиран носителот на состојбата како логички субјект, а тоа е човекот, изразен со кратката заменска форма. Ваквите синтаксички конструкции ќе станат предмет на анализа за учениците во погорните одделенија, согласно различните јазични теории. Што се однесува на лично предметната заменка "кој било", сметаме дека станува збор за техничка грешка, превид, бидејќи на сите други места низ ракописот е напишана правилно. Во однос на двојното акцентирање на туѓите зборови, не гледаме зошто не би можеле да имаат двоен акцент, имајќи го предвид фактот дека јазикот е жива материја, дека добар дел од зборовите од туѓо потекло се наоѓаат во постојан процес на приспособување кон македонскиот акцентски систем. Во најновото издание на правописот на македонскиот јазик не се наведени овие зборови, но тоа не значи дека списокот од неколку збора е конечен и исцрпен. Всушност, авторката се повикала на постарото издание на правописот, на учебникот Македонски јазик за средното образование од група автори, но и на јазичната пракса, бидејќи посочените зборови постојано ги слушаме двојно акцентирани. Оттаму напоменуваат дека постојат механизми за утврдување на квалитетот на ракописот, а во вреднувањето тие ги следеле и правните насоки. Стручниот тим пристапи кон анализа на ракописот, што како единствен добил позитивно мислење од Бирото за развој на образованието и постапи според законските регулативи при проценката на ракописот, следејќи ги правните насоки. Беа земени предвид стручноста во предметната област, стручноста во областа на учењето и наставата, инклузивноста, објективноста, поддршката на учењето и професионалната одговорност. Сите овие елементи придонесоа при проценката на ракописот тој да биде предложен како учебник по предметот Македонски јазик за 7 одделение. Ја прашавме и Националната комисија зошто е распуштена првичната рецензентска комисија, која укажала дека не е постапено по суштински забелешки и дала негативно мислење за учебникот. Зошто откако го разгледал нов стручен тим, ракописот повторно има грешки и дали тие биле занемарени под притисок на времето. Оттаму ни кажаа дека нашите прашања ќе бидат поставени на дневен ред на следната седница на Националната комисија, закажана за утре, пошто ќе добиеме одговори. Конечно, ја прашавме авторката на учебникот, дали чувствува одговорност што седмоделенците учат македонски јазик од учебник со грешки. Напоменувам дека во процесот на одобрување на учебникот рецензентските забелешки ги прифаќав и тие се имплементирани таму каде што биле упатени. Но исто така морам да напоменам дека овој учебник не може да има толку коректори колку што има професори кои гледаат на јазичниот проблем на свој начин. Доколку е потребно и биде побарано образложение од релевантните институции, можам аргументирано да потврдам се што е наведено во учебникот. Се што е напишано во учебникот има свој извор од книги чии автори се универзитетски професори. И таа вели дека грешката за кој било е техничка, како и дека двојно акцентирање со конкретните примери е присутно во сите граматики кои се користат, а кои таа како авторка ги консултирала. Жалам што дел од коментарите на социјалните мрежи се темелат на погрешни интерпретации и вадење реченици од контекст. Учебникот е усогласен со наставната програма за 7 одделение и е напишан на современ начин и со соодветен приод во согласност со интересите на учениците. Во досегашната моја кариера сум имала над 1000 седмоодделенци. Оттаму сметам дека знам како да им пристапам во презентацијата на содржините кои треба да бидат научени во согласност со програмата. Дали чувствувам одговорност? Секако да. Инаку немаше да седнам да пишувам учебник, ниту пак ке сакав денес нешто да кажам. И за се може да дискутираме, но без да се навредуваме. Од Бирото за развој на образованието велат дека дале позитивно мислење за учебникот, од и нивната задача била да оценат дали тој е во корелација со програмата. Директорката Милка Тримчевска вели дека досега не добиле никаква официјална реакција за конкретниот учебник.
Сепак, по наше укажување, таа разгледа дел од грешките на кои укажува професорот Саздов. Сите овие примери, велам, откако кај нас ќе помине од аспект на наша надлежност, понатаму стручни тимови, рецензентите и Националната комисија, ги речам, ги детализира. Додека излезе од печат учебникот, можно е да имало некаков пропуст, не велам не, но ова што го што ми го посочувате како пример, тоа не можам да ги доведам во материјални грешки кои што, да речам, го намалуваат квалитетот на учебникот. Но од друга страна пак не исклучувам и можноста да има некоја техничка или печатна грешка. За директорката не се спорни ниту илустрациите со една и две жаби, ниту пак веста за фолк пеачката Снежана Ѓуришич, која е спомената како пример за мал информации во медиумите. Примерот, мислам, тука е апсолутно според стандардите, тука не веројатно дека е српска, се извинувам ако е Майкл Джексон, можеби. Така, но примерот не навредува, примерот не дискриминира. Што е важно тоа што ние го гледаме. Како што веќе споменавме, по бирото, учебникот поминал и низ рецензентска комисија и крајно го одобрила Националната комисија за учебници, каде членуваат стручни лица од областа. Директорот на педагошката служба при Министерството за образование, Роберт Аџи Петров, вели дека тие се одговорни за вршење на административните работи, а конечниот збор го имаат стручњаците. И верува во нив. Дали може би се брзало по секоја цена на 1 септември да имаме учебник? Видите, роковите кога станува збор за учебна година се доста јасно и прецизно утврдени и се концизно дефинирани. Не можеме да излегуваме надвор од она што е како рок. 1 септември е старт секоја година на нова учебна година. И она што учениците очекуваат да го имат кога ќе се појават во училишните клупи, да имат учебници. Но сепак тој треба и да е квалитетен. Точно, да. Министерството за образование и наука е посветено на тоа да ги исполни своите обврски, да ги учебниците достави. Во цело се согласувам дека потребни и тие да бидат квалитетни. Затоа и законот предвидува, освен можност за одобрување, предвидува и можност за неодобрување на учебници. Така да, имаме и такви одлуки донесено. Не би именувал сега кои конкретно предмети, дека но имаме и такви конкретниот одлуки. учебник е квалитетен? Сметам дека јавноста и оние кои што се стручни во областа на македонскиот јазик и литературата ќе го утврдат тоа и доколку утврдат дека има сериозни пропусти, законот предвидува и можност да истиот учебник биде и повлечен, што би се случило доколку грешките во него се доволно аргументирани и доволно издржни за да истиот биде повлечен. Аџи Петров вели дека ги прибираат сите информации. Доколку има соодветни забелешки, МОН може да формира стручни комисии кои ќе проверат дали навистина постои пропуст и ако постои, дали учебникот треба да се повлече. Судството има доверба од 2%. Е тврдење што остана зацементирано во домашната јавна свест без разлика на сите претходни и последователни истражувања на јавното мислење. Еден друг процент, 0,8 од бруто домашниот производ, никако да се вгнезди во свеста на јавноста и на политиката. Тоа е минималната сума определена со закон што треба да се одвои како годишен буџет за судството, но ниту една влада досега не одвојува и не одвојуваше ниту половина од тоа. Европската комисија во последниот извештај со директен речник ја отвори оваа дебата, а таа сега се развива дома. Александар Димитриевски. Првото купче на оваа слика ја представува вредноста на бруто домашниот производ на земјава во 2024 година. Втората треба да го представува купчето пари кое државата со закон е обврзана да го одвојува за судството, 0,8% од бруто домашниот производ. А третото купченце е колку пари на вистина троши државата за судска власт. И покрај законската обврска, годинава таа сума изнесувала 0,3% од БДП. И така е од секогаш. Ниту една влада, независно дали била предводена од ВМРО, од ДПМН или од СДСМ, не одвоила онолку пари за судството колку што е законски предвидено. А така ќе биде и до година. Според предлог буџетот за 2026 година, Министерството за финансии ја продолжува истата пракса. Па, се обративме првенствено до Министерството и до судската власт, имајќи го предвид Законот за судски буџет. Државата треба да одвои годишно најмалку 0,8% од БДП за судската власт, пишува во членот 4. Подолу,
од членот 12 до членот 14, е опишано како се изготвува судскиот буџет. Судскиот буџетски совет испраќа буџетски циркулар до сите судови и други единици на судската власт. Тие мора до 1 јуни во тековната година да го вратат документот кој содржи проценка на трошоците за следната година. Потоа, по добивањето на податоците, Судскиот буџетски совет го изготвува предлогот на судскиот буџет и заедно со образложението за висината на износот го доставува до Министерството за финансии. Пред доставувањето на предлогот на буџетот на Република Македонија до владата на Република Македонија, Министерот за финансии задолжително го усогласува делот на средствата судска власт од предлогот на буџетот на Република Македонија со претседателот на Судскиот буџетски совет. Затоа, во Министерството за финансии во Судскиот буџетски совет прашавме дали буџетот за судската власт за наредната година е усогласен меѓу министерката Гордана Димитриевска-Кочовска и претседателот на Судскиот совет, Александар Камбовски. Односно, дали судиите се согласиле да добијат 2,5 пати помал буџет од тој што законски им следува. Од Судскиот буџетски совет не добивме одговор. Допис стигна од Министерството за финансии, иако во него нема директен одговор на нашите прашања. Во однос на буџетот за судството наместо на законот, од финансии се реферираат на нешто друго. Во однос на утврдувањето на судскиот буџет како процент од бруто домашниот производ во износ од 0,8%, укажуваме дека одобрениот буџет на судската власт, анализирано како процент од бруто домашниот производ, е во рамките на европскиот просек кој се движи околу 0,3% од бруто домашниот производ. Основна цел при подготвување и извршување на буџетот е макроекономската стабилност и обезбедување на одржлив и стабилен национален економски развој. Планираните приходи и другите приливи, стратешките приоритети, како и реалните буџетски можности се основа за утврдување на одобрените средства по буџетски корисници. Водејќи се од претпоставката дека ваквиот одговор значи дека судството и министерството не се согласиле, според законот за судски буџет, во таков случај Министерството за финансии изготвува извештај и го доставува до владата на Република Македонија и до Судскиот буџетски совет, а Судскиот буџетски совет до владата на Република Македонија доставува мислење по извештајот на Министерството за финансии. Па прашавме во Судскиот совет, Судскиот буџетски совет, Министерството за финансии, владата, дали бил изготвен и доставен извештај, а потоа и дали било доставено мислење од Судскиот буџетски совет. На ова конкретно прашање не добивме одговор од ниедна институција. Ова не е прв пат 360 степени да посочува на кршење на законот за судскиот буџет од страна на владата. Но, оваа година е првата кога Европската комисија во последниот годишен извештај за земјава препозна дека генералната независност и финансиската автономија на судството е подкопана од мешањето и притисокот од другите власти, вклучувајќи ги обидите од страна на собранието да изврши притисок врз членови на судскиот совет да поднесат оставки и ограничените финансиски средства кои му се доделени. И не само тоа. Во контекст на потребните пари, во извештајот се вели дека е потребна надградба на АКМИ системот за распределба на судските предмети, дека е потребна дигитализација, дека во 2024 основните судови немале доволно ниту човечки, ниту финансиски ресурси, а располагале и со несоодветна инфраструктура. И најважно, дека поради сето ова, судството е неефикасно. И Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правишно судење, организација која со години го следи судството на различни нивоа, вели, недостатокот на пари е очигледен. Ако ги погледнете финансиските извештаи за работа на судовите, на судската власт, ќе видите дека најголемиот дел од буџетот се троши за плати и придонеси на плата на персоналот, режиски трошоци и тековни трошоци за тековни активности кои што се сведени практично на минимум, така што буџетот кој што сега го имаат судовите е доволен само за да се овозможи некаков континуитет на оние основни активности. Тоа не само што значи дека во судството нема капитални инвестиции, дигитализација или вработување на стручен кадар што би го забрзало носењето пресуди, туку и дали можеби веќе нема капацитет за такво нешто. Толку долго трае ова состојба со недостиг на финансирање на судовите што дури сега ако се обезбеди законски предвидениот буџет, прашање е дали судовите ќе имаат моќ на апсорбција, дали ќе можат вистински да го искористат буџетот кој што законски им следува. Дури и самите тие
финансиските планови ги прават врз основа на некои проекции како воопшто и да не очекуваат да добијат таков буџет. Првиот човек на владата, прашањето за зголемување на буџетот за судската власт, уште пред извештајот на Европската комисија го сведе на прашање само за зголемување на платите на судиите. Говорејќи во контекст на реформата во правосудството преку неколку закони, тој најави дека ќе се ревидира процентот што државата треба да го одвојува за судството, како и процентот од буџетот што треба да се одвојува за обвинителството. Ќе ги донесеме тие, не е тоа спорно. Но тој процент ќе биде врз основа на компаративна анализа која што сега ја правиме, каде што примерни се 5 држави земји членки на Европската унија. Не може да биде 0,8 и 0,5. Не може да биде тоа. Месец и половина по оваа изјава прашавме во владата до каде е анализата. Во однос на компаративната анализа за која што прашувате, како влада навремено и транспарентно ќе информираме јавноста. А за забелешките од Европската комисија, дека независноста на судството и автономијата на нивните финансии се подкопани од другите власти, од владата, меѓу другото, ни одговорија. Како влада цениме дека извештајот не е оценка само за една влада, туку за континуитетот на реформските процеси, нивото на институционална зрелост и начинот на кој земјата одговара на долгорочните европски приоритети. Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. И тоа, како влада, многу пати во изминатата година сме го потенцирале. Долгогодишната политичка поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Оваа влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивното надминување. Компаративна анализа лани објави Советот на Европа. Таа се однесува на парите што ги одвојуваат земјите членки за судството врз основа на податоци од 2022 година. Јасно може да се види дека Македонија е една од земјите во Европа кои одвојуваат повисок процент од БДП за судството споредено со другите. Таа 2022 година повеќе од нас се одвојувале само Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Украина, Бугарија, Полска, Словачка и Словенија. Најбогатите европски земји имаат најнизок процент од БДП како трошок за судството, а просекот на ниво на Совет на Европа изнесувал 0,22%. Но, ако се пресмета колку пари за судството се троши по глава на жител, тогаш Македонија е на самото дно, со 19,2 евра по глава на жител. Полоши во 2022 година биле само Албанија, Ерменија, Азербејџан, Грузија, Молдавија и Украина. Просекот на потрошени пари по глава на жител на ниво на Советот на Европа е 50,7 евра, што е 2,5 пати повеќе од износот во земјава. Тоа значи дека зафаќањето од бруто домашниот производ не е единствениот репер за тоа дали во судството се инвестира малку или многу. Ако ги гледате исчекорите... Врховната судика Миријана Лазарова Трајковска смета дека освен што владата треба да исполнува обврската да издвојува 0,8% за судската власт, што веќе утврдено со закон, судството треба да добие така наречен независен буџет, како собранието. Една од причините е што дури и да има пари, судството не може да вработува персонал кој недостасува без одобрение од Министерството за финансии. Јас реков, мора да има диалог. Ние мора да работиме за добробит на државата. Самостоен судски буџет не значи вие да правите проекции надвор од она што е предвидено во законот. Ако е 0,8% од бруто домашниот производ, тоа треба да биде мерникот. Законот вели најмалку 0,8% од БДП. На крајот на краиштата има и директиви на Европската унија кои што посочуваат на тоа како се уредува, како се финансира судството. Ние не измислуваме ништо, сето тоа се на некој начин мерници кои што ние ги следиме и се повикуваме на нив. Дали се за независен судски буџет како што го опишува Лазарова Трајковска, прашавме кај извршната и кај судската власт. Конкретен одговор добивме само од Министерството за финансии, од каде како да навестуваат нов модел за финансирање на судството, но не во насока на независен буџет. Процентуалното пресметување на буџетот на судската власт во однос на бруто домашниот производ не обезбедува гаранција за економично, наменско и рационално трошење на буџетските средства, туку истото обезбедува пат на следење на индикатори на успешност.
Буџетирањето базирано на резултати би ја подобрило ефикасноста и ефективноста на судската власт преку поврзување на трошоците со резултатите што се постигнуваат. Министерството за финансии ја потврдува заложбата на владата за спроведување на суштински и одржливи реформи во правосудниот систем, во согласност со планот за раст и европските стандарди. Во одговорот од Министерството сепак нема детали. Како би изгледало плаќањето по учинок? Дарко Аврамовски, кој води организација која често ги детектира па и критикува лошите примери и недостатоци во судството. За идејата за независен судски буџет нема дилеми. Добро е да се размислува во таа насока, бидејќи се додека реализацијата на буџетот на судството зависи од извршната власт, не може да стане збор за целосно независен буџет. Пакетот измени во законите од правосудството треба да се донесат во следниве месеци, па и недели. Ако стигне на време, земјава ќе добие и награда во форма на пари од Европската Унија како дел од планот за раст. За сега нема најава за план за раст на парите за судството. Кога ќе се спомне зборот диагностика, за многумина прва асоциација се прегледи на доктор, за други прегледи на возило на автомеханичар. Но особено во развиените европски, од скоро и во околните балкански економии, диагностика се почесто се поврзува со бизнис. Заобидите тоа да стане стандард во работењето на што поголем број домашни компании од Зоран Јовановски. Камионче, силна волја и ентузијазам. Ова биле главните состојки на браќата Кристијан и Стефан Стефановски кога го почнале својот бизнис во градскиот парк во Скопје. Почнавме, не знаевме што правиме, буквално отидовме таму да продаваме сладолед без никакво претходно предзнаење. Денес тие продаваат сладолед во теглички за по ресторани, сладолед во стиропор во супермаркети, сладолед за кетеринг на забави. Се додека работевме само за нас, беше окей. Кога почнавме да растеме и да се шириме и да продаваме надвор од нашите продавници, на некој начин почна и работите да стануваат покомплицирани. Се отворија нови сегменти, нови предизвици, каде што едноставно више почнавме на некој начин да се плеткаме. Некој требало да даде бизнис диагноза, каде грешат, а каде се добри, што да сменат, а со што да продолжат засилено. За поздрав бизнис. Зборуваме за потреби кои компаниите ги имаат како одлуки кои треба да ги носат за одредени стратешки инвестиции, компании кои што растат, но секако и компании кои што сваќаат дека и покрај растот се соочуваат со одредени проблеми, односно растат, но имаат проблеми во профитабилност или ликвидност, па осеќаат потреба за одредена бизнис диагностика, односно разбира што точно се случува во нивната компанија. Бизнис диагностиката подразбира анализа на финансиското работење, производството, внатрешната организација и на други елементи на една фирма. Резултатот се предлози за намалување на трошоците, раст, освојување нови пазари. Го анализиравме пазарот, нивното обкружување и нормално нивниот потенцијал утре за раст, планови за извоз и нормално дискутиравме за нивните планови за стратешки инвестиции. Кога тие да се направат, на кој начин. Резултатите треба да се чувствуваат на подолг рок, но дел од советите веќе даваат плод. Очекувањата се со оптимизација на трошоци и зголемување на продажни канали, да успееме да зголемиме обртот годишен, да го зголемиме профитабилноста, како и да го зголемиме да зголемиме ефикасноста во производството. Кристијан и Стефан препорачуваат на бизнис диагностиката да не се гледа како на луксус или непотребно трошење пари, туку како на инвестиција што на крајот носи резултати. Од фирма за управување со објекти во Скопје, како што едноставно објаснуваат, се она што е ничие, а сечија во една зграда е нивна грижа. Како услуга ја објаснувам и потрошената електрична енергија за ходниците, ангажманот на лицата кои што ја одржуваат хигиената, ангажманот на компаниите кои што ги одржуваат лифтовите, противпожарните централи, хидранските инсталации, домофонските системи.
Компанијата работи 13 години. На почетокот имала тројца, а сега има 24 вработени. Од растот произлегле и нови потреби. Затоа сопственикот стапил во контакт со надворешните консултанти Николина Крстановска и Лазар Ѓуров. Користиме различни методи, меѓутоа генерално она што ние го правиме е ги анализираме внатре процесите, ги анализираме документите, ги анализираме веќе постоечките процедури, правиме интервјуа со менеджментот и со вработените и имаме една обсервација нели тековна, како работат, што се случува и така натаму. Воведовме координатор кој што ги прима повиците и ги координира луѓето на терен. Тоа одело, ама немало одело многу поспонтано и одело се преку него. Ние сега издвоивме дека има потреба од такво работно место. Плюс на тоа работно место да има централизирана евиденција, значи секој повик се запишува некаде, точно се запишува кој се јавил, во колку саат се јавил, што е проблемот, на кого е пренесено и што е преземен. Тоа е само една од воведените промени што веќе дале резултати. Далеку по организирано делуваме, работната атмосфера е многу поприемчива и квалитетот на услугите кои што ги даваме е во нагорна линија. Цветановски вели дека секој менаџер има своја визија, но треба да му верува и на независниот поглед и доследно да ги спроведува препораките. Мирис на печени сладки се шири кај Евгелиско мрзенци. Компанијата што ги произведува постои 3 децении. Почнале како локален млин, а сега извезуваат на повеќе од 20 пазари, произведуваат и за големи ланци маркети, но и сопствени линии производи. Тоа што ни издвојува како организација е дека сме семеен проект. Нашата компанија секогаш била како нашето трето дете, така имаме и растано. Како што секое дете расте, така пораснала и компанијата до стадиум во кој се појавила потреба од поинаков пристап, покрај искуството, интуицијата и досегашниот начин на работа. Многу е важно да имаш структура, да имаш бројчена поддршка нели за тие интуиции и искуство, и тоа го направивме преку детална финансиска анализа на цени, профитабилност, трошоци. Токму и од таа појдовна точка тргнавме да најдеме некој кој што ќе може да не следи во тој процес и со кој што ќе може да се поврзаме, да развиеме релација на доверба, за да стигнеме до една детална слика за каде се наоѓаме сега. Неколкумесечниот процес на бизнис диагностика го спровел консултантот Благоја Милошевски. Тој смета дека така може да се постигнат одлични резултати во секој бизнис, особено кога компанијата е во недефинирана ситуација. Ова бизнис диагностика најчесто се прави во момент кога компанијата планира да направи некоја посериозна инвестиција и пред да ја направи таа инвестиција, добро да направи бизнис диагностика за да види како таа инвестиција понатаму ќе се одрази на постоечкиот бизнис, односно дали постоечкиот бизнис со сегашниот стил и начин на работење може да издржи, да поддржи таа нова инвестиција. Анализата почнала од финансиите и трошоците, што потоа го наметнало решението. Бидејќи компанијата има повеќе производни групи и повеќе организацијски единици, се направи алокација, односно распределба на трошоци со цел да се постигне подобрување на начинот на дефинирањето на цените за разните групи на производи, но и за поотделните производи. Сите процеси во компанијата сега се олеснети и се носат одлуки базирани на сеопфатни информации. Многу ја подигнавме свесноста за начинот на работење и колку е важно да се има еден добар модел на финансиско планирање и менаџирање за да се носат одлуки во секојдневното работење. Славен Ќурич е меѓународен бизнис советник од Хрватска кој во моментов е на менаџерска позиција во словенечка компанија. Вели дека најголемите компании и во светот и во регионот прифаќаат помош и ангажираат консултанти, па не би требало да им биде срам и на малите. Најчешće и људи унутар компанија знају да што треба поправити, али то треба направити, ту е помош увек потребна и треба приоритизирати, значи imamo vjerojatno 100 aktivnosti koje možemo napraviti, ali oni 10 treba napraviti prvi i to je ono što se i treba identificirati. Успехот доаѓа кога консултантот вистински ќе почувствува дека негова цел е подобра и поуспешна компанија. To je bitno da ne ostane konzultant samo na razini da je to još jedan angažman od 10, 15, 20 dana, već da stvarno imamo nekakvo ujednačavanje interesa strane kompanije i sa strane konzultanta. Тоа е големата слика.
За компаниите што ние ги посетивме, допрва следуваат првите чекори врз основа на првата бизнис диагностика, а со тоа и првите значајни резултати. Во 360 степени наред е сатиричната ТВ колумна на Сречко Поповски. Со новата сезона во општинските совети повторно се отвара сцената за локалните театри, која нуди несекојдневна можност за запознавање со свежи ликови и тазе реплики, кои освојуваат верната публика. Просторот за дебата е отворен и секој треба и може да си каже што точно мисли. Сакам да бидам јасен, за да не бидам разбран. Повеќе не знам што да ви кажам. Кој разбрал, кој не, никому ништо. Сите разбра за првиот чекор на Струшкиот градоначалник, но тешко дека некој очекуваше, наместо директно од зборови на дела, тој да им даде примат на бројките и со тоа да открие својата досега умешно скриена љубов кон нумерологијата. Денеска почнуваме од зборови на дела, значи промените почнуваат. Мојот број изборен 133, среќен број. Денеска таблиците на мојата кола, што се исти со 133, ќе бидат кола која ќе служи на општина Струга за 4 години. Не им е лесно и на тие што исто така се гласени од граѓаните, ама си немаат среќен број. Сакаат да служат, а никако да им се погодат местата, оти немаат ни мнозинство, па ги бира некој друг, а не тие самите. И тоа логично. Во Комисија за финансирање и буџет имате музичар, теоретичар, имате со средна стручна спрема, во урбанизам имате професор по македонски јазик. Сте ме ставеле во некоја комисија за пречек, за дочек, за икебани и носење, за склучување бракови. Ако сакав јас да склучувам бракови, ќе бев поп или слично нешто. За да се стапи во заедница, па не била таа брачна, туку политичка, најчесто се јавуваат и стројници. Во Кавадарци нема такви, туку посредуваат директно локалниот бог. Па е вистинска среќа, што сето тоа се случува пред сведоци, додуша несакани. Јоване, Јоване Јорговен. Дај предложи си го. Ти се певаш? А не трпам да пише да подпишувам. Се водели. Зашто? Неговиот сограѓанин со скопско жителство нема време за такви импровизации. Прецизно и сериозно не баре сам си го кипа сметот од контейнерите, со огромна доза неисполнетост и задоволство ужива во придобивките кои ги носи новиот ден во главниот град. Ја возев денес на кај Скопје да кај работа и видов дека е навистина чист градот. Камион за ѓубре, Не, ме ангажираш, не. И видов дека градот е навистина чист. И на крајот, кога тоа што баш и не може да се види со очите, некој со специфична дарба го чувствува со носот. Да, сега моментално мириза на шампон, значи е чисто град, халал да му е на орце, нека продолжи така. Скопје, на Скопјани без оглед на се од секогаш и мирисало убаво. Освен кога како изминативе 4 години, наместо со чиста вода, го бањаат со валкана политика. Ако не гледавте, ви благодарам за вниманието. Ве поканувам повторно да бидете со нас понеделникот 20:15.